Оваа година ние 8-та меѓународна научна конференција предизвиците во туризмот и бизнис логистиката во 21 век. Оваа година ја отпочнуваме со една панел сесија која што се однесува на глобалната динамика и проспектите за економски раст, каде што правиме преглед на состојбите во бизнисот, туризмот, економијата, културата и културното наследство. Впрочем и пристигнатите трудови се исто така од овие области и сметаме дека посебно со тоа што денешни наши гости, говорници беа министерот за култура и туризам господинот Зоран Лутков, подпредседателот на Сојуз на стопански комори магистар Драган Песчевски, како и заменок министер за финансии професор доктор Никола Јанкуловски, дека дадовме еден успешна анализа и преглед на економијата, на бизнисот, на културата, во каква состојба и кои се изгледите за понатамошен раст. Она што треба да го слушнеме и она што веќе го имавме кажано, нели, во првиот дел на конференцијата се однесуваше на тоа како треба да се креираат поефективни политики. Во овој момент мислам на зајакнување на отпорноста, зајакнување на продуктивноста, како и на премостувањето на јазовите во структурните реформи, бидејќи тоа е она што треба да не води кон нели зголемување на економскиот раст и она што го спомнавме, а посебно исто и го нагласи во мојот говор, е дека тие реформи треба да бидат насочени кон креирање еден повисок степен на благосостојба, подостоинствени услови за живот и за работа. Она што економијата го покажува, односно прогнозите, еве поготово од Светска банка, е дека посебно еве да тргнем од регионот Западен Балкан, каде што нели е Македонија, ќе имаме едно забавено темпо со прогноза од 3,2%, меѓутоа сепак се смета дека тоа се должи на недоволната побарувачка, односно потрошувачка и на извозот. Она што како позитивна страна, како поддршка го имаме е тоа што имаме намалување на сиромаштијата во Македонија, што до 2027 година се прогнозира да се намали за уште 1,4% поен. Но она што треба да се обрне внимание е дека таа економска неизвестност која што постои не значи дека ова ќе бидат точно стварливи проценти, бидејќи станува збор на кусрок, а кога зборуваме за одржување, односно намалување на сиромаштијата, треба да размислуваме на среден и на долг рок. Тоа значи дека мора да размислуваме за поголем притисок на пазарот на труд со фокус на младите и посебно на оние лица кои што се пониско ниво на образование. Глобалната неизвестност, трговијата е уште еден момент кој што го дискутираме, а тоа е што имавме зголемување на царинските тарифи, кои што де факто индиректно секако ќе влијат на трговијата. Промени и целиот свет сектор. Така. Едноставно не заобиколува, тоа е и затоа секој пат се тргнува нели од прегледите и проспектите на глобалната економија, па ги земавме регионот и на крајот нели каде е Македонија. Едноставно се постави прашањето како да управуваме со неизвестноста и затоа таа меѓународна соработка е исклучително битна, да секоја земја таа заедничка грижа ја реши на еден заеднички начин во овој глобален трговски систем. И би кажала дека во еден таков контекст треба многу повеќе да се внимава на овој притисок врз трошењето кога станува збор за владите. Значи во овој момент би спомнала треба да се внимава на приходите, треба да имаме подобрување на буџетските рамки за да можат владите во идни времиња да можат подобро да се соочуваат нели со притисоците. Тој континуитет успеавме да го задржиме и се надевам дека ќе продолжи. Она што ние го направивме како менеджмент се обидовме да ги секогаш да имаме дослух за сите оние атрактивни случувања, сегашни моментални случувања, како да одиме понатаму, да бидеме во круг со властите, креаторите на политиката, значи едноставно да чекориме со сите важни достигнувања, да бидеме дел и ние од креирањето на политиките, бидејќи тоа не засака нас. И сметам дека нивното присуство направи една поголема видливост за нашиот факултет, поголема видливост за нашите професори, бидејќи
на дело говорат вклучувањето на истите во креирањето на тие политики и пред се особено сум, ќе кажам, сепак горда на студентите кои што преку ваквите конференции, меѓународни симпозиуми, панел, дебати кои што ги правиме, успеа успешно да се змрежуваат, да се вработуваат, бидејќи на крајот на денот најбитно е креирањето на колективна успешна визија помеѓу бизнис секторот, образованието, индустријата.